Пред грејната сезона вообичаено вашето здружение ги подготвува и своите членови. Како овој пат ги снабдивте со огревно дрво, како течат активностите во оваа насока? Активностите секоја година почнуваат уште во февруар месец. Меѓутоа, ова година од Македонски шуми имавме мало зголемување на превозот со утовари и истовар на дрвата и наместо до сегашните, односно предходните години по 40-41 евро, во оваа година испадна дека цената е 43 евра и ние се колебавне во месец февруар, па дури и во средината на март склучивме договор со Македонски шуми на 1500 кубни метра или 2143 просторни метра. И тој договор го склучивме со тоа што Македонски шуми при крај на годината, ако не оди по оваа цена, ќе бараме ревидирање на договорот. Ако случајно се запишат повеќе, можеме да направиме анекс за зголемување на количината, ако случајно не можат да се покријат, да речем, со потрошувачи, односно со наши корисници, да ги префрлиме дрвата на Македонски шуми, Лопушни, Кичево, на стовариштето, па тие после да ги продадат по нивна цена. И акцијата почна, мало нашите членови реагираа, меѓутоа не е тоа само за нашето здружение. Нашето здружение секоја година имаше една поволност од другите здруженија, затоа што дрвата не се носат на складиште во Кичево, па да ги подигнат од складиште во Кичево овластената фирма, него директно од Тајмиште, односно од Буковиќ, се носат директно до потрошувачите и тоа во населениве места до 8 километра се по таа цена, а изнад 8 километра даваат секој потрошувач, дава секој наш член по една символична цена, односно износ во висина на коштање на нафтата, никакви други давачки. Меѓутоа и покрај тоа што они ветува дека ќе биде тоа и растоварот нивни, него и тоа остваривме и ние или возачите или примачот на дрвата ги растовара, така да мало тука имаме, мислим, недоразбирање. До сега акцијата течеше бавно и негде касне на половина, значи околу 1200 метра просторно, тие 2143 имаме ангажирано, од ними околу 80% се веќе платени, од ними околу 60% се веќе добиени. Дрвата се наистина квалитетни, немаме, мислим, пожалби. Во меѓувреме со Македонски шуми направивме контакти во Кичево и им дадовме, пошто гледаме дека нема да се реализира договорот за 2140 метра просторни, дадовме согласност за едно 600 кубика да ги носат фирмата, да ги носи во Кичево на плац и да ги они продаваат. Рачунаме во овие денови дека ќе дојдат уште наши потрошувачи кои не плаќаат на рати, него одеднаш плаќа и одеднаш ги добива дрвата. И сега ние очекувајќи го ова, до овие денови добивне друга, да речем, информација, односно дури и председателот на влада кажа, премиерот, дека од денеска, односно од 1. август, поевтинува дрвата за сите членови 10%, односно потрошувачи, а за тие што се, да речем, со социјални, да речем, проблеми, 15%. Тоа го прават и секоја година, и ланска година го направија, меѓутоа и кажува дека во складиштата има дрва. Ние, мислим, контактираме со здруженијата низ Република, знаеме дека на складиштата нема дрва и дека прво одма ги земаат приватниците и приватниците ги продаваат по своја цена од 45 до 47 евра, зависи кој како ќе најде. Кај нас па во Тетово е специфично, па што и ако имаме предпријатие, да речем Лешница, која се бави со тоа,
ona ne seče, odnosno nema seča i nema dotur drugi, da rečem, skladišta, така да нашите членови, односно граѓаните во Детово, сега во моментов не може да земат по овие услови. Колка е бројката на ваши корисници кои што по оваа работа? Па ние имаме од бројката се движи секоја година околу 300. Ние овдека им даваме, да кажем, уплатница напишана со сите наши генерали и самите они ги уплаќаат у банка. Обично е на 6 рати и по нашиот оглас што беше завршен да заврши до 5.7. Ние тоа го продолживме до 5.8 ради временскиве прилики, а го продолживме сега и во 8 месец, значи ќе биде не до 5.8, него и до 5.9, затоа што секоја година сме сведоци дека септември е секогаш подобар отколку јули, као временски прилики, така да дрвата се наши вкупно исечени уште во март-април месец и иструпани се ситни и чекаат во шума, значи се сушат.